Драги сограѓанки, сограѓани, пријатели, пријателки, другарки и другари, добро ве најдовте. Добро ве најдовме, можеби така е по соодветно да кажам. И добро ни дојдовте исто така на денешниот настан, наречен Заробена држава, причини за корупцијата во Република Македонија. Моето име е Љупчо Петковски, јас сум граѓански активист, истражувач од Македонскиот центар за европско образование. Со нас во ова доцно попладне имаме уште 3 гости, можеби меѓу најсоодветните гости кои имаат многу да кажат за тема како денешната. Имено со нас е Наталија Поповска, тоа ми е особена чест што имаме 2 дами и 1 господин. Наталија Поповска, председателка на Транспарентност Македонија, Ана Јаневска Данева, директорка на Транспарентност Македонија, и господинот Джевдет Хајредини, економски аналитичар, бивш министер за финансии во влада на Република Македонија и гласен, но нели умерен исто така критичар на да кажам нерационалното трошење на народните пари, корупцијата и сите оние лоши практики кои постојат во нашето општество. Нешто што е заедничко за сите нас четворица е тоа што сме членови некако поврзани со Транспарентност Македонија, која важи нели за организација која е често таргетирана. Знаеме дека нас кога власта таргетира некоја организација ја навредува, етикетира и така натаму, тоа често пати треба да го земаме како комплимент. Значи многу комплименти дели власта на Транспарентност, а причината за тоа е и нивната гласност, упорноста во укажувањето на коруптивните практики кои постојат во нашето општество и така натаму. Наталија денес ќе говори повеќе за концептуалната рамка, за тоа што значи заробена држава. Често се зборува и во литературата за state capture, за заробување на државата, односно за оние механизми преку кои политичките елити успеваат да ги зауздаат сите контролни механизми кои нели треба да одржуваат некаков баланс во општеството, за да не доаѓа до лоши практики и коруптивни практики, да се одржува доброто владење. А на од друга страна ќе говори повеќе за наодите од извештаите кои ги подготвува Транспарентност Македонија и кои, како што кажав, нели честопати се таргет на власта, затоа што очигледно оваа организација знае да удри таму каде што најмногу боли, ако може така да се изразам, додека Джевдет ќе даде еден поширок преглед, господинот Хајредини ќе даде еден поширок преглед за како се трошат буџетските пари во државата, како преку тоа се корумпираат широките слоеви на населението и како се краде, да. Еве би дал збор на Наталија. Повели. Благодарам, Љупчо. Задоволство ми е што сум вечерва тука, втор пат веќе за време на кампот. Темите се и слични и различни. Денеска ќе зборуваме за концептот за заробена држава. Кога зборуваме за заробена држава, зборуваме за партизирана држава и сакаме да ги потсетиме граѓаните што во основа тоа значи, иако сите го живееме тоа секојдневно. Поврзаноста на заробената држава со корупцијата не значи давање и примање мито, туку се однесува на системската корупција. Постојат многу структурни механизми кои политичките партии ги користат за да го заробат јавното богатство, и тоа го прават преку раководните функции во јавниот сектор, во секој негов сегмент, и на тој начин ја користат државата за партиски, лични и корпоративни интереси. Во таа важна улога играат и регулаторните тела и донесувањето на некои закони. Од тие би го истакнала најмногу законот за финансирање на политички партии, кој како механизам овозможува вкрстување и спој на бизнисот и политичките структури. На оваа тема Транспарентност има многу направено.
Концептот на заробена држава подразбира структурна корупција во која се користат механизми со помош на кои политичките и економските елити ја заробуваат државата разменувајќи политичка моќ и богатство. Во тие механизми спаѓа и купувањето закони, преку заробувањето на парламентот. Ние сме сведоци на таква една ситуација во нашата земја. Во заробената држава правниот систем е спротивен на она што би требало да биде, бидејќи е ставен во служба на нелегални интереси кои се прикриени со правна форма. Експертите од Светска банка дури многу тесно го определуваат овој поим како зарабување на законите во корист на корпоративниот бизнис преку влијателни политички врски во парламентот или во владата. Има неколку клучни механизми преку кои се одвива заробувањето на државата. Јас издвоиш шест кои што после тоа можат да се разгрануваат и да се образложуваат, меѓутоа во интерес на вашето трпение и времето кое што ни е тука дадено, само накусок ќе ги набројам. Едниот механизам би бил тој кога партиите ја од владачката коалиција делат власта по вертикала и под контрола на една партија, односно една владеачка коалиција, се сите институции, државниот имот, работните места врзани со виталните области, како што се финансиите, полицијата, здравството и така натаму. Владеачката коалиција со нив владе како приватни поседи, како со свој приватен посед. Нашиот колега и пријател, аналитичарот Саша Ордановски, има една добра компарација на оваа тема и вели дека сегашната владеачка структура со државата владе како со фирма, каде што премиерот е генерален директор, а министрите се директори на сектори. Потоа втор механизам, а кој што е тесно поврзан со овој првиот, се однесува на поставувањето на партиски лидери кои управуваат со министерствата и активно обавуваат партиски функции. Најдобар пример за тоа е приказната позната од бомбите со Гордана Јанкуловска и со штабот во МВР, кој што паралелно работи со институцијата. Потоа, кај нас имаме драстичен пример на деградирање на собранието преку подметување на пратениците со цел да се осигура нивната лојалност. Тие имаат по повеќе функции, се назначени за членови на повеќе управни одбори, на јавни предпријатија, преку кои остваруваат и големи приходи. Преку пратениците се овозможува и донесување закони во интерес на власта и на тајкуните. Тоа е популарно име за одредена група бизнисмени. Пратениците, имаме уште еден изум на власта на ова наша власт, со кој што се деградирани пратениците и работата на собранието, а тоа е подпишувањето бланко оставки пред да го добијат пратеничкиот мандат. Тој е нелегален изум на ВМРО ДПМН, а колку што сега деновиве читав, се преминува и во некои од државите во регионот. Четврт механизам е владеачките партии си го обезбедуваат правото ексклузивно да вршат именување во државната администрација, јавните предпријатија, комуналните предпријатија, институции, агенции, училишта, болници, градинки, театри, со еден збор се она што се финансира од буџетот. Со што се наштетува на јавниот интерес и се воспоставува дискриминација на граѓаните врз основа на партиска припадност.
Потоа, пети механизам, односот меѓу бизнисот и партиите не е регулиран на транспарентен начин. И тоа повторно ќе кажам се огледа најмногу во законот за финансирање политички партии, кој што премолчано не се почитува па и од партиите на власт и од партиите од опозицијата. Неприменувањето на овој закон го замрачува финансиското влијание на бизнисот врз одлуките што ги донесуваат владачките политички партии во владата и парламентот. И шестиот, кој што е механизам кој што е всушност најсложен и за кој што ако некогаш ако имаме прилика ќе ни треба цела конференција да одржиме за тоа. Тоа е политичкото влијание врз правосудството и контрола на извршната власт над собранието, судовите и јавното обвинителство. И тоа е клучен механизам на заробената држава, на партизираната држава и за ширењето на корупцијата. За борбата за ослободување на заробената држава и на нејзиниот монопол и спрегата која што се одвива меѓу државата и бизнисот е услов на сите услови во Македонија кој треба да се расчисти и да се расчисти со криминалот, насилството, прикривањето на злосторствата, на војните злосторници и да се расчисти со политичката полиција. Сите овие сегменти што ги набројав, сите овие проблеми и механизми помагаат во одржувањето на националистичката идеологија и тоа ја легитимира партиската држава, ги маргинализира интересите на граѓаните, ја спречува еманципацијата на општеството и државата и застанува, односно ја брани неказнивоста на злосторството и на грабежот. Јас толку би имала да кажам во уведно излагање, но сега ќе злоупотребам ова прилика и ќе излезам малку надвор од темата за да искажам почит кон активноста на нашиот член на Транспарентност Македонија, Сует Мисини, кој што во моментов се наоѓа пред собранието и штрајкува со глад, со барање да се реши проблемот со кризата со имигрантите во Македонија. Така да ве молам да го поздравиме. И сега ќе препуштам збор, ќе дадам збор на Ана Јаневска-Делева. Благодарам. Добро вечер на сите. Јас сум Ана, која што веќе долго време работам во Транспарентност Македонија и работам на ова поле корупција и организиран криминал, односно објавуваме извештаи, месечни извештаи уште од 2007 година. Исто јас сакам да му честитам, ја користам оваа прилика да му честитам на Сует Мисини за неговата храброст и се надевам дека ќе истраи, дека неговиот штрајк ќе вроди со плод. Извештаите што ги објавуваме се обширни и опфаќаат состојби на корупција и организиран криминал во повеќе сфери од општеството. Денес ќе презентирам само дел од овие извештаи, бидејќи што сметам дека е навистина важно и што можеби не сте го слушнале во медиумите, бидејќи овие извештаи, иако ги објавуваме од 2007 година, во последно време се помалце се објавувани од страна на медиумите, затоа еве денеска ќе имате прилика да слушнете за што се ние пишуваме, анализираме и објавуваме.
објавените бомби од страна на опозицијата само потврдуваат она што сме го работеле, повторно ќе кажам, од 2007 година. Транспарентност Македонија преку своите извештаи и соопштенија има до сега објавувано за многу криминали поврзани со оваа власт, кои што само ги потврдија бомбите. Тоа се Сончев град, убиството на Мартин Нишковски, богатењето на функционерите, безброј наместени тендери и така понатака. Најпрво би започнала со една, не да речем ексклузивна вест, меѓутоа една информација од кога се објавија оние бомби со становите на Јанкуловска и на министерот Ставревски. Знаете дека сите функционери, иматели на јавни функции, се обврзани да поднесат анкетни листови до антикорупцијската комисија. И сега анкетниот лист на господјата, која што повеќе не е министер, е изваден од страницата на антикорупцијска комисија, значи повеќе тие информации не се таму. Еве јас си го имам овој доказ во случај да ме слушнат поутре да ги стават информациите. Инаку некој ќе рече да, повеќе не е министер, па можеби затоа и не треба таму да се тие незини информации, меѓутоа не. Законски е дека тие информации мора не само да стојат на веб страницата на ДКСК, туку тие и мора да се апдейтираат, односно треба да стојат еден месец од кога таа поднала оставка од таа функција и да поднесе дополнителни информации доколку има промена на имотот. Сигурни сме дека има, меѓутоа од тоа ништо нема од страна на државната на таа страница. Има единствено некои информации само за нејзиниот сопруг, кој што повторно е проблематично и тука има судирни интереси, бидејќи нејзиниот сопруг, како што знаеме, е вработен во владата на Република Македонија, но оние информации кои што ги има ставено на веб страницата, кои што ги има дадено до ДКСК, се дека тоа е член на управен одбор на јавното предпријатие Јасен, што е нормално судир на интереси, значи и е член на управен одбор и е вработен во владата, и оние информации кои што тој ги има дадено на антикорупцијската комисија се навистина многу мали и основ на стекнување за сите овие ставки што ги има, од депозити до моторни возила, станови, пишува само дека не дал никакви податоци. Ќе преминам, ја повикувам ДКСК од тука да го коригира ова и јавно да излези да каже зошто се овие информации тргнати и нормално да ја дополни, да ја објави состојбата со имотот на господјата Јанкуловска. Ние многу пат преку сите извештаи во секој извештај збориме за ненаменското и трошење на јавните пари. Сега актуелно е денеска нели отварање на новиот плоштад со фонтаните. Значи Скопје 2014, иако е Скопје 2014, тој си продолжува и во 2015 година. Се трошат милионски суми. Има има безброј на тендери, се отвараат тендери. Така во април се распиша нов оглас во рамки на овој проект, според кој повеќе од 500.000 евра е предвидено да се трошат за интериерно уредување на конференциската сала на музеот на ВМРО. Над 134.000 евра без вклучен ДДВ пак ќе се потрошат за осветлување на спомен обележјата, фонтани, скулптури, иако претходно градот Скопје за оваа намена имаше склучено договор кој што изнесуваше 96.000 евра од фирма Код инженеринг од Скопје. Овој договор бил склучен на 4.2.2015 година, но истиот е поништен дента кога е објавен новиот оглас, кој е за 38.000 евра со повисока сума од онаа во раскинатиот договор. Според објаснувањата кои што ги добиваме од градот Скопје, дека договорот е раскинат поради технички пропусти во претходната тендерска постапка.
Исто така не треба да се занемарат и дополнителни 250.000 евра за завршување на оградата на мостот Слобода кај хотелот Holiday Inn. За ова ограда која што требаше да биде готова во 2004 година, уште во стартот беа обезбедени 1.150.000 евра. Сега градот Скопје потпишал дополнителни договори за монтажа на заштитни огради, канделабри, а цената се зголемила за 260.000 евра. Сметаме дека е крајно време веќе премиерот Никола Груевски како политички инспиратор на овој проект, како и министерката за култура и градоначалникот на град Скопје како главни реализатори на проектот Скопје 2014 на македонските граѓани да им соопштат конечно и да ја затворат оваа приказна со Скопје 2014 и да кажат колку тоа пари се потрошени. Ние како транспарентно сме пробарале многу пати информации од надлежните институции што и тука ги споменав, меѓутоа еве ќе кажам една навистина смешна случка кога за време на кога беше градоначалник Владимир Тодорович побаравме нормално конституција и колку тоа чини проектот Скопје 2014, меѓутоа добивме само еден кус одговор дека таков проект воопшто и не постои. Што се однесува до работата на министерствата, во последниот извештај, ова ние не го прави, ова што сега ќе го кажам, тоа не е, тоа е само анализа од наша страна, меѓутоа сите овие информации се објавувани од страна и овие извештаи се направени од страна на Државниот завод за ревизија. Така, ќе кажам, еве неколку бројки, само да ја најдам, се извинувам, таа информација, каде беше. Така, и веќе кажам и нешто од извештајот на ДЗР за извршената контрола во Министерството за одбрана. Ова стои во нашиот последен извештај и се однесува на министрите од редовите на ДУИ. Фатмир Бесими и Талат Джафери. Иако државната ревизија дала негативно мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи за законско и ненаменско строшење на средствата во 2011 година, како и во 2013 година, тука ништо не било сторено од страна на овие министри, ниту пак од страна на државата. Еден пример кој што е тука наведен е со цел да се наградат партиските војници од страна на ДУИ и лица блиски до ДУИ биле ангажирани хонорарно, односно склучиле 17 договори со надворешни лица за период од 8 до 12 месеци со утврден месечен надоместок за што им се исплатило 3.259.000 денари. И тоа за работи кои што според описот одговараат на работните обврски на вработените во Министерството за одбрана. Воопшто немало потреба дополнително да се плаќаат хонорари, кога за тоа имаме веќе платено луѓе кои што се вработени во Министерството. Еден ист ваков пример кој што ќе го кажам и тука мислам дека и ќе завршам е дека за она што Државниот завод за ревизија го има констатирано во Министерството за земјоделие. И таму има големи корупцијски скандали, нетранспарентно водење на книговодството, власта нормално не превзема никакви мерки и еден од таков пример е со сегашниот амбасадор што е во Украина, Александар Спасиновски, кој по објавување на извештајот од страна на ДЗР, наместо да биде казнет од страна на оваа влада, тој беше награден и со амбасадорско место во Украина, каде што се уште го извршува, односно се уште има мандат.
Повторно ќе ја искористам оваа прилика, иако ова сме го објавували и во медиумите, и ќе повикам Државниот завод за ревизија дека не смее да ги толерира и да ги игнорира утврдените незаконски, нерационални трошење на јавните средства, бидејќи резултираат со продолжување на ваквите незаконски практики, кога веќе се тие институција која што тоа го констатирала, го видела, значи треба да превземе некакви мерки и да ги гони кривично сторителите, односно министрите. Исто така, еве ќе напоменам повторно, ќе се вратам на таа Државна антикорупцијска комисија, која што ништо не работи. Ние од 2007 година ги повикуваме да реагираат на сите оние случаи во Република Македонија кои што се објавуваат, за кои што сите знаеме, за кои што се документирани, меѓутоа тие се една затворена институција со која што нема соработка, ниту па одговор, ниту одговор на кој да било прашање кое што ние ќе го испратиме до нив и на кое што ќе побараме одговор. Во извештаите доста зборуваме и пишуваме и за економската состојба во Република Македонија, за буџетот и за сите кредити и позајмици кои што оваа власт ги прави. Меѓутоа тука најповикан го е господинот Джевдет Хајредини, па затоа еве Љупчо, јас тука би завршила и оставам на Джевдет да продолжи. Добро, фала. Ја имам само еден коментар. Дали нели имаше една шала за нашето јавно обвинителство дека не им е доволно да знаат, туку треба и да веруваат. Дали со ова, дали поради сите овие анализи кои се јавно инаку достапни или на веб страници, од нив прегледуваат соопштенија во медиуми и така натаму, дали поради нив не сте добиле до сега повик телефонски од јавниот обвинител во кој он би се заблагодарил за тоа што му вршите дел од работата, нели? Односно му помагате да почне и да верува, не само да знае. Ова поеќе како коментар, нели, како шала. Да. Уште нешто да додадам. Значи, Транспарентност Македонија во 2007 година, така беше Наталија Окта, поднесе кривична пријава до Љупчо Ѓоргиевски и ЕНН сторители за продажбата на Окта. Од 2007 година, сега е 2015 година, немаме добиено никаков одговор. Тоа значи дека или таа се уште не е отфрлена, бидејќи доколку кривичната пријава беше отфрлена, ние ќе добиевме одговор. Миете тука еден одговор на твоето прашање, дали ни се заблагодариле, не ни се заблагодариле и со нив немаме никаква соработка, ниту па не удостојуваат со одговорите на и тоа на кривични пријави кои што ние како организација сме ги поднеле. Добро, благодарам, Ана. Господине Хајредини, доста се говори во нашите медиуми, нели, дека се изнеле од држава последниве 10 години. Те негде пишува 3 милиарди евра, 5 милиарди евра, веќе човек, нели, да се малце збуни од целата таа, нели, од сите тие шпекулации што се појавуваат во медиумите, но интересно е што потоа истите држави кои важат за даночни раеви во светот, не знам, почнувајќи од Швајцарија па до Белизе, Карипски острови и така натаму, се појавуваат како главни директни инвеститори во нашата држава. Па сега една дилема би постоел така. Јас се прашувам, не знам дали е вистината, можеби негде помеѓу. Дали Македонија е толку богата што не приметуваме дека се украле 5 милиарди евра во 10 години, или 3, 2 или колку и да е, веќе со бројкиве сме сите измешани, или сме станале толку силна и привлечна, нели, дестинација за привлекување на странски инвестиции. Што мислите вие за оваа работа? Јас ќе почнам од каде јас мислев да почнам, а тоа попосле малку. Видите, мене ми е најтешко овде, после овие дами што зборуваат тука, да се јавувам, намерно му реков на колегата да каже, оти јас сум бил министер за финансии, не да се фалам, воопшто нити сум бил импресиониран ни тога и ни сега, него да ја кажам дека сана срам да кажеш дека си бил министер.
И на шала им викам на луѓето, ти си бил, не, рекол, сум бил, ама кријамо ти сум бил. Затоа што веќе од она се што сме сведоци последниви години, стварно народот со право, кога слуша дека некој бил министер или функционер, дефинитивно нема доверба дека тој можел да биде честен. Минатата година има прилика 3 пати јавно да настапам на некои трибини, ќе спомнам кои индикативни едни мои искажувања, кои нажалост сега што се потврдуваат. Една беше ова време негде во Александар Палас на една трибина, кажав дека ова власт тогај, не сега, ја практикува власта ненормално и неморално. И дека диктаторите во историјата завршувале на 3 начина: срамно, драматично и трагично. Ние имаме сега дека срамно ќе заврши, тоа веќе може да се рече дека е случајно. Jer posle ona, su malo podosno će komentiram, zašto smo se svedoci, nešto vika Zajev. Mnogo pogrešno u javnosti se upotrebova ova Zajev rekao. Ništa ne rekao Zajev. Nije slušamo što vikat samite premijerot, ministerot. Ti je vikat, ne vika Zajev. I ova da prestane. После на една трибина каде што се дискутираше за перцепцијата на корупцијата од некоја анализа, некоја невладина организација за корупцијата во Македонија, во Holiday Inn, во присуство и на амбасадорот на Америка кој веќе замина, Волерс, експозе даде како Министерството за внатрешни работи Иво Котевски се бори против корупцијата, па го илустрираше со, чекај, има време, чекај се, ќе ти кажам. Меѓу другото рече Иво Котевски дека Македонија, еве во Македонија го имаме осудено поранешниот министер, премиер. Знаете за кој премиер станува збор. И му реков на крај, господине Иво Котевски, не е за фалење дека е осуден поранешен премиер. Јас ти тврдам дека и сегашниот премиер, која ќе биде поранешен, ќе биде осуден. Четврто, трето, на една емисија на ТВ Нова, кај Билјана Секуловска, негде септември, зборувајќи за инвестициите, ќе се навратам ја на ова прашање на Лјупчо, се ви каже, да, за инвестициите во Македонија. Го прашувам Никола Груевски, која инвестиција ја донесе од Сао Пауло? Која инвестиција ја донесе од Лос Анджелес? Он бил на овие места, многу мина од вас знаат. Може ли некој од овде од присутните или било кој македонец во Македонија и тие најнепросветените да претпоставува дека стварно бизнисменот Сао Пауло ќе дојде во Македонија? Зошто да дојде? Или од Лос Анджелес? Или од Калкута? Од Калкута дојде од Индија, нели? Дојде од... И го видовме кој е. Побрата имот на нашиот министер за финанси. Сега,
вака да се зборува како што јас зборувам и со ова биографија што имам, освен министр за финансии, последно 3 години ја водев она агенција за санација на банки, која никој многу мало народ, граѓаните со право знаат за што станува збор. Стануваше збор за околу 500-600 фирми кои не ги плаќале во стариот систем према банките кредитите, па беа пренесени од банките тоа што може да платат во буџетот на Република Македонија, затоа што од буџетот се дадува парите да се санира банката. Значи, сакам да кажам дека за корупција, кога станува збор за корупција, убедливи се да зборуваат тие што биле во можност да бидат корумпирани, а не станале. Jer mnogo ljudi što zboruvat protiv korupcija, ti koja bi bili korumpirani, koja bi bili možnost. Zato vi kad, ako neko je bil na funkcija, našite uobičajeni kaj nas, zato i korupcija, zato i ne se plašat ovije funkcioneri. Vi kad, aby to je bil naivan, to je bil ulav, a ništa ne steknao. Се обиделе за мене, не за секогаш ми викат некогаш, па не е тоа за фалење. Јас кога сум одлучил да одам министр за финансии, јас сум знаел дека платата беше 25.000 денари. Не 500, околу не полни 1000 марки, значи евра 500. Ако сум сакал да се збогатам, не одишол министр да станеш, jer платата е толку. Ако трчаш, па се тепаш на избори да одиш, ти не одиш да работиш честно, ти одиш да се збогатиш. Што значи да крадеш? Кого? Народа да окрадеш. Не е вистина дека владата на Македонија дава, донира, Никола Груевски. Владата не создава ни еден денар. Владата зема од народот, од сите, дава кому сака. Дава на својата партија, дава на своите активисти. Тоа се практикува во овие години. И да ти кажам за инвестициите. Според сите податоци и од Светска банка, на последно место е Македонија со години со привлекување на странски директни инвестиции. На последно место. Албанија милиарда, овде неполни 200 милиона. Ве молам, има 5 министри за привлекување на инвестиции. Ги знаете? Бил, Веле, Джери. Ги знаете ли овие имиња? Овие министри се. Министри се, Фида и други. 5. Ниеден нема соседните земји специјални министри за повлекување инвестиции, а имат инвестиции повеќе од Македонија. Ниеден премиер од земјите од Западен Балкан не трча ни светот на род шоуа. Так, во Америка 2 пати, 3 пати, во таму, од каде нема ни една инвестиција. А он не излага никогаш со нас кои пратиме ова. Па да го сега користам прилика. Нека излезе министрот за финансии, па нека каже со некој еднаш на дебата со некој што ќе му рече ова. Зборувајќи ја вака ми се заканија со едно соопштение Министерството за финансии дека Джевдет Хајредини реколо ти парите што идат од странство се крадат, дека ја го уривам угледот на владата. Кој урива углед на владата? Тој премиер кој доцни кај сите средби во странство. Не само овде. Не срами кога он на состанот кај сите премиери на источноевропските земји, он доцни во Брдо кај Кранј, а премиерот на Словенија го чека надвор, сите го чекат него. Кој е тој? Што сака со тоа да кажува? Тој ја срами државата. И рече дека Джевдет Хајредини, која бил министер, не било друго време било. Да, во реков на А1, пред да се затвори. Да, господине премиере, друго време беше. Која бев ја министр за финансии, моја мајка не купи 4 стана. Нити можеше да купува.
Да се вратам на Министерството за финансии, тоа барано е за мене многу и кажано е дека барано бидејќи зборува многу да го нашли. Рекол тој што најмногу бара, овој што се верни на Сашо Мијалков, албанците, до смрт. Тие биле верни до смрт и на покојна Доста Димовска. Тие биле верни и на Фршковски, да не се чудите ова, на крај за ова мало ќе ви кажа. Тие се верни на Удба. Мора да е он верен на Удба. Не сакам да спомнам име. Поради хигиенски причини. Не бе тоа, ти мислиш се плати. Да ви кажам за бомбите. Една илустрација. На една емисија сега ме праша на телевизија што мислите многу мало се спомнуваат албанците. Па што ќе се слушат? Па зашто да се слушат? Ништо не работи. Нема. Па и се слушат. Идеолошки прашања. Како идеолошки? Овој му вика најекспонираниот функционер албанец во владата на Република Македонија. Тоа е тој господинот вице-премиер. Кој го слушаме? Не Заев, тој сам вика. Заев нешто може да лепела, дали може да лепи све? Му вика на Сашо Мијалков што му е подреда. Те молам да ми свршиш работа во царина. Ние сите не сте имали прилика тој детал да го фатите. Тој му вика, нема проблем, ама молим те, овој му вика, нему вие на Сашо Мијалков, а тој нему ти, на подпредседател на владата. Вика на царина да се деблокира некоја стока, ама таа стока треба се деблокира без царина. Ај тоа не е голем греф, може да се случи во животот. Меѓутоа, ако подпредседател на влада го моли шефот на Удба да му помогне, а тој го именувал таму на таа функција, тој зборува за вкупната положба на албанците во Македонија. Тој не вреѓа, тој не потценува. Сашо Мијалков не му вика, бе, подпредседателе, јас не сум директор на царина. Па и директорот на царина Муса Џафери го поставил во влада. Па јави му се на директорот на царина. Страф од Удба, не од Удба, страф од нивните валкани дела кои тој од Удба сите ги знае, а неговите ги чувме за среќа од бомбите. Jer тој тајна служба е. Ги прати сите луѓе, сите, а него никој не го прати, меѓутоа он ја утнале работата, самите се открија. Тука ја утнале работата. Околу буџетот, кога 90-тите, кога слушам јас како премиерот командува со буџетот. Министр, тоа што сме зборувале и јас овие години за финансиите, за управувањето и планирањето на буџетските средства, во извештаите на Европската комисија секоја година пишува дека тој квалитет на управување се влошува. Никој се не го спомна, таквите констатации не ги спомнува. Се влошува од година во година. Сега ние сме зборувале, гледам и овде некои мои колеги позади вас се тамо многу поубаво од мене пишува. Најверодостоен опис на состојбата на финансиите во Македонија ги даде Зоран Ставрески, ама кога што мисли, што го слушаме во бомбите. Никој од нас не рекол толку тешки оценки за финансиите, колку он сам. Каде е моралот негов? Утре дента да го тера премиерот, да излезе и за жалење, трагична фигура, да каже дека се во ред. И да излезат пак пред луѓе, па имат фамилија, па имат деца, имат сопруги, па добро бе, како е можно тоа да биде?
Значи, он сам знае дека е лошо, а секој ден со години го слушавме на телевизија, се во ред, сеото. Тој се фали јавно дека благодарејќи на врските што го има со Светска банка, jer тамо бил службеник, 2 пати му се чини, не е тоа некоја функција. 7000 има службеници во Светска банка, рекрутирани од сите земји во светот. Тамо тој не бил ни заменик, ни дека се фали, го слушаме, од благодарение на него Светска банка давала гаранции Македонија да се задолжи во странство. Да не бил тој, еве што он ни помогнал, не задолжил со неговите врски, па ние ќе ги вратиме тие пари. И на крај, че дали ова сега што се наоѓа, каде по мене треба да се акцентот одира, ефикасноста. Актуелно е сега и преговорите за излез од кризата и така натаму. Ние имаме премиер кој е фатен во грабеж. И тој додека е премиер има имунитет, меѓутоа еден ден кога нема да биде премиер, он треба да биде во кај истражниот судија. Jer он сам вика дека 15 милиони од едниот договор, 15 милиони од другиот договор со кинезите. Дури, иако завршил економски факултет, не може да пресмета 5% на 300 милиона колку е, па му вика, молим те, остај тоа 15%, кажи ми ти вака мене. Вака? Па како може тоа? Па на 300 милиони, 15 е 15 милиони. Он не знае, овој да му кажува и Милијана Киевски, абе, премиера, абе, 15 милиона, па да не е многу, па не. 15 милиона да не е многу, а он помага, субвенции дава, оди сега. Вамо е фатен во скандал, во криминал и во морал, а он сега глуми нормалност, го гледаме на телевизија. Уште некои стари жени монтират да го прегрнуваат, дека е спас. И он вика сега заев државата, угледот на државата. Кој го урива угледот на државата? Го чека. Буџетот која бил 90-те, ја која сум бил најмалу 3 пати помал од сега. Значи, ја не можам на бројке да се сетам, ќе го праша Кире Наумба. Тој поаналитички од мене го. Не сме имале никакви проблеми. Сиромаштија била како и сега, ама после 25 години иста е состојбата. Ни со фондот за здравство, ни со пензискиот фонд. Ниеден денар од буџет не пренесувавме во фондот за пензиско. Добро, други услови беа, апсолутно. Сега во фондот за пензиско одат повеќе дотации него јавните инвестиции. Што ги има? Ама јавните инвестиции овде ги гледате. Овие. Каши нас. Тоа е она што ова држава ја доведе во ситуација со години да остане најсиромашна во Европа, стапката на невработеност највисока, со странски инвестиции последни на Балканот. Овие се, тој вика, имаме раст на општествениот бруто производ, 3,5, најголем во Европа, најдобра економија во Европа, пак. А овие податоци, кои се тие, што не излага да видиме со нас, со било кого, било каде народ да слуша, да му кажам, нека он ми каже, не е така. Нигде ги нема 9 години. Само самите каде што ќе зборуваат. Тоа е што сакав да потенцирам овде пред вас, дека он сега најактуелно. Не може Хан и Вајд, господата, што секоја чест тие представуваат Европска Унија. Ние немаме каде без Европска Унија. Меѓутоа, не може тие да равнат, викат две страни. Нема овде две страни. Има една страна која е фатена во грабеж, која треба прво да одговара, па после да има право некој друг да... Нема друг. Не се овие две страни.
Овој може утре, ја не знам, верувам дека не. Заев утре да дојде на власт, он не мисли да дојде, ако дојде, ако е за некогаш, било кога. Може да он да се обиде да краде исто како Груевски, па ќе го снајде исто. Нека го снајде тоа, за да тој утре да знае што ќе биде ако исто работи како Груевски. Груевски мора да заврши во затвор затоа што краде. Затоа што он не може, нека излезе, нека рече кај се парите, 15 милиона, 30 милиона. Кому му ги дал? Тој не вика дека гласот не е мој. За како лепи? 15 милиона не се лепат. Толку сакав да не бе њавам повеќе. Океј, благодарам. Имаме уште поприлично време, па мислам дека е предвидено малку и да поразговараме, некој да се јави од публиката, да коментира, да праша нешто, да не подсети нешто што... Да не подсети нешто што заборавивме да кажеме, некој детал од бомбата што не го кажа Джевдет од бомбите. Еве зашто не кажа. Од бомбите, све. Затоа што дојдеме ситуацијата да се упрости работата. Ако председателот на владата со десетина своји соработници, сите учесници во овој криминал, ако првиот чекор се земе во оваа држава, да тој се биде повикан на одговорност, а тоа треба да го знаат господата Хан и овој, он после све друго ќе биде лесно. Меѓутоа, дотека е тој тука, викате институциите, вика Хан. Која институција, господине Хан? Главна институција во државата е владата, начело на владата, премиерот. Тој грабеж прави. Која институција сега? Јавниот обвинител, да ве подсетам, вика на Министерката за внатрешни работи, задачата што ми ја даде, ти ја завршив, демек ја отворив тужбата против Зоран Ставревски. Значи, он прима задачи од Министерката за внатрешни работи. Он е таму и не мисли воопшто да излага надвор да го видат луѓе. Ја гледам овој. Еве што го снајде овој Сашо политико. Он трча да им кажува нешто, кај ти е Мерцедесот, овој ја удират со шипки го. Во оваа држава живееме ние. Па нека застане како маш. Јас сум купил Мерцедес, премиер сум, богата држава сме ние, што е битно тоа толку. А не да реше не можам ја пред новинарите со таков Мерцедес, тамо ќе земам друг Мерцедес. Чии пари? Чии пари Сашо Мијалков му вика на... За колку овој ми вика за илустрација? Му вика на Латас, ги лапна 2 милиона. Кој е тој да дава 2 милиона пари на овој народ? На Латас. И јас ви го средив еден, сега вие терајте. И овај, господата Хан и ова, ништо ли не слушале од овие работи? Второ, па министерката се пофали дека ние рече во една прилика, уште ја викам министерката. Јас сам на себе не се викам министер. Од срам. Вика, ние имаме апарати, располагаме Министерството за финанси, за внатрешни работи, каде може веднаш да се утврди вистинитоста, автентичноста на снимките. Ама не сакаме да служиме на некоја партија. Па служи на твојот премиер, зашто краде човекот. Не, служи, кажи дека не е точно дека е неговиот глас. Кому, зашто на опозицијата? Зашто на опозицијата да служи? Тој треба да се брани, а тој сега излага, таму ја напаѓа. Економијата ќе ни тргнала назад, многу напред ни още до сега. Ако има некој конкретно прашање, баш би сакал. Да, ако има некој конкретно прашање. Не да ми рече ти што си правил и ти да не си. Некој детал што испуштивме. Некој од вас?
би сакал. Добро, ако нема прашања, нема желба за коментари, може да се припуштиме на ветерот што дојде и малце залади, нели, да уживаме во вечерва. Благодарам што слушавте.